Здраво живо на сите. После убавиот разговор од минатиот пат, решивме со Лазе, достојни на дадениот збор, да се продолжиме, нема да кажам традицијата, него да се одржиме дадениот збор, веќе да продолжиме да разговараме за уште една тема, тема поврзана со нашето секојдневие, професионално секојдневие, а некако ме понесе дури еден момент кој што минатата недела имавме одбележување дури на Светски ден за борба против ракот. Мислејќи на комплетно на целата таа констелација, она што го зборуваме, делот на заштита при работа, делот на безбедна и здрава работна средина, делот на човечко достоинство, делот на моето индивидуално право да се вратам дома здрав и жив и да донесам некоја додадена вредност на моите, ме стави во размислување што значи тоа за бројни неименувани луѓе кои секојдневно гинат на работните места, кои секојдневно заболуваат на работните места, кои секојдневно стануваат некоја си црна статистика која не знам зошто огромен број, речиси 99% од населението не само Македонија, него и на многу поразвиени земји се обидуваат или настроени, нарихтани се да не ги гледаат. Конкретното прашање во светло на минато неделниот ден за одбележување на борба против ракот, што правиме со оние 3500 луѓе кои умираат секоја година во Македонија, а кои се според статистика како последица на неоплазме. Не ги врзувам сите тие со работното место, него го врзувам со онај дел кој што нашава тема, кога го разговараме ова, некако не ги носи, да ги продискутираме и вие. Што значи тоа за тебе да имаш право на безбедна и здрава работна средина? Навистина, да почнеме од таму каде што ти почна, на почетокот, тоа е дека верувам овие разговори се не само за нас пријатни, туку и за сите оние кои што ќе ги слушат и ќе ги гледаат, бидејќи целта е да се отворат некои теми кои што се општествено значајни, битни, а многу пати не се дискутирани на овој начин. Сега го постави прашањето Милане од аспект напомна преска малку го забележав тоа, го слушнав убаво и она достоинството на човекот. Знаеш ли каде човек го губи достоинството? На две места во животот каде што може драматично да го изгуби своето достоинство како човек. Тоа е во војна и на работно место. Многу интересно. Да. Значи, за војна е неспорно, за работно место може ќе каже некој пак. Чекај, ајде да дефинираме, затоа што веројатно, гледаш, те насочувам цело време, например, во дефиниции што тоа ја ти подразбираме под достоинство. Веројатно, ако би прашале 5 различни луѓе би дале различни одговори. Што представува достоинство? Може би сите различно го доживуваме, го перцепираме моментот на достоинство, но меѓутоа сепак има одредена објективна рамка во која што ќе треба и мора да се движиме за да го дефинираме поимот што е достоинство. Јас како го доживувам достоинството? Ја го доживувам како полнота на човековата личност, негов физички и духовен интегритет и сеопфатост на неговата сеопфатност на интегритетот од сите аспекти на живење. Тоа значи да зборуваме за убавината на човековата личност. Кога зборуваме за убавина на човекова личност, читај знак еднаквост достоинство, тогаш тоа значи соодветен однос кон личноста, уважување и почитување, соодветно постапување кон него, во секоја дадена околност. Не може да зборуваме за достоинствено или недостоинствено однесување, без да ги вклучиме сите аспекти на човековото живење. Ако јас тебе те почитувам по секој аспект. Ако не те почитувам во одредени аспекти, не може да го тргнеме непочитувањето мое да го ставам на сметка на тоа да направам едно недостоинствено, неадекватно, неморално и етичко однесување, например, кон тебе. Што би значило тоа на полето на трудот? Тоа би значило да вработениот и работодавачот во секој аспект се почитуваат. Без разлика што постои и законска субординација
помеѓу работодавачот и вработениот, во смисла да работодавачот е тој кој што го исплаќа вработениот и кој што е, да речеме, во одредена смисла му е надреден. Меѓутоа, надреденоста не значи дека почита не треба да постои спрема одредениот човек. Ако некој не е квалитетен или не го бива за одредена работа, за одредено работно место, погрешно е нашето незадоволство ние да го манифестираме на начин со негативно, понижувачко, деградивачко или дискриминирачко однесување кон тој човек. Многу е почесно да се каже, извинете господине, вие овде не сте во оваа фирма или нова работно место, не сте не ве препознавам, не придонесувате, едноставно не се вклопувате и така натаму. Ве молам, попарајте си работно место на друго, во друга работа, во друга професија или на друг работодач и така натаму. Помеѓу колегите што се случува? Се случува оно што го зачнавме минатиот пат, а тоа е еден страф за работното место и за евентуалното напредување, и луѓето дури несвесно автоматски почнуваат да се однесуваат недостоинствено. Сето тоа, сите различни однесувања на непочит, на неуважување, на непочитување, прават да одредена личност, која што тоа го прима како информација на дневно ниво, се почувствува во одреден аспект или на одредено место или во одреден круг на луѓе, на работно место или слично, или можеби дома, да се почувствува дека достоинството му е нагризано или дека едноставно не може на вистински начин да функционира во полнотата на личност. Ова е одлична тема за понатаму, би ја резимирал сега и понатаму ако би требало да разговараме за ова, би било широка е тема, дефинитивно. Јас размислувам тоа што Сократ рекол, јас размислувам, значи постојам, ако значи постојам, тогаш делувам, веројатно во тие три неколку работи како ги врзиме, тогаш достоинството би било таму некаде, на тој почеток. Него во однос на она моје првично прашање кога да ти постави повеќе, јас се обидов да направиме вовет, ама мислата ми беше на што подразбираш ти под безбедно или заштита при работа. Што подразбираш под тоа ти да си заштитен на работа? Што подразбираш под тоа да си безбеден и здрав на работно место? Кога збориме конкретно за работно место, еве, да се поврзам и со претходна размисла, со достоинството. Не можеме да зборуваме за безбедни работни места ако не зборуваме за достоинствени работни места. Значи, безбедни работни места или една повака пластична дефиниција представува работно место каде што, ако сакаме се вака малце поправнички, каде што се преземени сите мерки и активности за да се спречат евентуални повреди, несреќи, да се превенираат или да се намали штетното влијание на одредени физички или други фактори кои што влијаат на физичкиот и духовниот интегритет на вработениот. И колку познаеш такви места? Па, сега видите, сите работни места дефинитивно не ги знам во Македонија, нели си има... Не, ти колку познаеш достоинствени работни места според оваа дефиниција? Па според оваа дефиниција, која гледаме само оној дел заштита на здравието од аспект на физикусот... Не, се согласувам со оваа твоја дефиниција. Нели? Да. Комплетниот овој спектар на работа кај што човекот би требало да биде човек. Ретко, Милан, ретко ги наоѓаме, да не кажам. Зошто е така? Па еве заради тие причини. Или работодавачот не знае како да се постави кон вработениот, или вработениот ни он не знае по друга страна талка се. Многу често сум забележал, особено во јавниот сектор, кај работните места во јавниот сектор, вработените се поставуваат во одреден неприроден понизен став, потчинет став, неприродно. Што значи неприродно? Се подчинуваат на повисоките раководни структури или слично на еден начин на кој што нема потреба на тој начин да функционираат на работно место. Недостоинствено дури, да. Недостоинствено, и тоа е еден врзан круг, би рекол еден магепсан круг каде што препознавам многу такви. Не, многу такви ситуации препознавам, него знаеш, мене што ме тишти вамо кога размислувам за овие теми, ме тишти да кажеме секој пат кога се обидувам да им искомуницирам ова и ти што го зборуваш. Ајде да бидеме пред се луѓе, ајде да всушност да комуницираме како луѓе. Ние доаѓаме во една ситуација дека најчесто нашиот народец, кога станува збор за нивното право, за безбедни и здрави работни услови, најчесто викаат, ти не знаеш како е. Апропо на ова го надоградуваме онај делот кај што да не го изгубам веќе стекнатото. И третото на што највеќе и ме плаши, но и ме фрустрира е тоа дека секој од нив прво што прави компромис во однос на тоа недостоинствено работно место е со своето здравје, со својата безбедност.
И затоа ти реков, јас, например, излегов со некоја бројка од 3.500 кои умираат годишно, што е енормна бројка. Но и од друга страна, оние кои ние ги водиме, речиси 40 гинат на работно место, Да. и не можам да разберем како таа информација не е некоја она, знаеш, освестувачка информација, него многу почесто доаѓаш во ситуација дека, еве, апропо последната информација поврзана со Министерството за труд и социјална политика, 19 милиони евра биле погрешно распределени, сега како што испаѓа муабет. Знаеш, зарем до толку го изгубивме човечното во себе, за ние да дојдеме и да кажеме дека добросостојбата, нашиот личен интегритет, интегритетот на соговорникот, на човекот, на ближниот, веќе престанува да биде битен, него битно е колку е сето тоа испишено во нули и единици, а на крајот одбележено со знакот за евро или долар. Мислам дека на крајов е даде поентава. Се додека основен мотив, лајт мотив во животот, во живењето, не само на работата, него генерално во животот, ние еврото или доларот, ме сеќаш, материјалната концепција на живење и на размислување, без да ги земеме во предвид одредени духовно-душевни аспекти кај човекот, кај себе, кај другите околу нас, па кај најблиските, семејството и така натаму, ние ќе го имаме овој проблем. И ќе се соочуваме со ситуацијата како тоа не успеваме да ја промениме свеста. Па да, свеста најтешко се менува. Сега треба да ја промениме свеста луѓето да не ги гледаат само парите кај тој што е спроти него, туку да го погледне како човек, да го погледне и како пријател, да го погледне и како дел од сограѓанин од општеството, со кое што е сакал или не, по негова волја или не, и директно или индиректно поврзан, дури да не го познаеш човекот. Ние сме сите во едно општество и како релативно бројчано помал народ, сме сите поврзани едни на други. Немаме ние таква комоција и луксус да луѓе кои што се професионалци, кои што се многу препознаени во својата област, во својата струка, туку така да ги тргаме настрана. Напротив, тие треба без разлика какви политички превирања или преструктурирања имаме во државата, тие секогаш да бидат луѓе кои што ќе бидат вклучени во општествените текови. Дали ме разбираш? Исто и во една фирма кај на работодавач. Зарем ние можеме да се дозволуваме, посебно сега во последниве неколку години каде што драматично се променува сликата на пазарот на труд во Македонија, многу луѓе ни одат надвор и веќе плеада на работни места се непополнети, колку што ги пратам јас согласите и преку Аварам и преку други агенции и така натаму, да ние фактички со луѓето се однесуваме како со објекти. Никако не можеме. Значи, тој момент кога ние ќе го примиме како луѓе, како работодавачи, па и како вработени, како колеги едни со други, системот на безбедност и здравје при работа многу полесно ќе може да се имплементира. Но, да имаме предвид дека многу фактори влијаат на самиот систем за тоа колку и како настануваат повреди. Јас што го кажа 40, да, точно е тоа, иако нема официјална бројка, меѓутоа и повеќе се, да, некогаш не се тоа и со задоцнето пребивање, па некогаш починуваат отпосле. Значи, но ајде да ја земеме таа цифра неде која што ја кажа, која што е релевантна. Тоа е навистина во македонски рамки со овој степен на развој на општеството, за нас е ова погумна бројка. Ние не смееме ова да си го дозволиме, толку смртни случаи, да не збориме за колку илјадници повреди при работа се случуваат и порционални заболувања. Официјални повреди според Институт за јавно здравје е околу 1200. Значи ги збројаме ние потешките. Добро сега. Знаеш како јас мислам дека бројката е поголема, ја мислам него поентата ми е, затоа и го постави прашањето што ти представува барем за тебе како стручен човек. Заштита на човекот со неговиот целост и капацитет како личност. Значи, ако го сумираме сега ова сето. Да. Нас реално како општество не ни е баш многу гајле за тоа како човекот е заштитен. Не ни е баш битно дали неговата добросостојба или добробит е на човечно ниво. Него генерално гледаме да се она што всушност не умееме да го разрешиме, некако да го ставиме на маса и да го компензираме со нашето здравје. За жал, да, се сведува на тој тип на активирање на човекот во процесот на трудот.
особено во општества како нашето, кое што се уште зрее и расте во одредени аспекти на тоа дека треба едни со други да се почитуваме, да се уважуваме, дека треба едни со други да си подаваме рака, дека едни со други сме зависни, дека без разлика, ако јас му намалам на мојот вработен од платата, утре тоа ќе се одрази индиректно и на мене, бидејќи тој е потрошувач. Ако го земе се капиталистичкиот концепт на потрошувачко општество, колку помалку луѓе имаат пари да трошат, толку помалку се троши, толку помалку ќе има потреба и да се работи, да се произведува и така натаму, и обратно, нели? Колку повеќе се консумира, толку повеќе се бара пазарот да се и така. Но целото тоа потрошувачко општество во кое што живееме, кое што за жал во одредени аспекти е и контрадикторно, бидејќи живееме на планета со ограничени ресурси, си константно форсираме теза на потрошувачко општество, тоа мора еден ден да престане, нели, еден ден да снема нафта, еден ден да снема дрва, еден ден да снема вода, ако константно се користи тоа на еден неадекватен начин. Еве гледаме ние во нашиот драг главен град и воздух снемува, нели, заради загадување и така натаму. Значи сето тоа штетно. Сакам да ме разбереш, не се насмеав заради тоа, него конотацијата дека кога ќе дојдеме во ситуација што велиш да ни снема и воздух, нас не става во ситуација да ние констатираме дека ни снема воздух. Но јас не гледам дека алтернативни мерки се превзимаат од типот на тоа дека одредени конкретни, нема да навлегувам сега, конкретни решенија треба да резултираат, да кажеме, од анализираниот проблем. Ако би требало да дефинираме сега на крајот, во една реченица, оно што се обидов претходно да го сублимирам како постојни или непостојни на безбедност и здраве при работа. Ти даде едни многу убави осврти по однос на тоа што би требало да земеме предвид кога зборуваме за добробит, за заштита, за сите тие работи. Зназе, како можеме ние, бидејќи потекнуваме од тука, како можеме да им искомуницираме брем на пријателите што не гледаат од таа страна, дека правото на безбедна и здрава работна средина, правото на заштита при работа сепак е нивно право. Мое, твое. Како да земат тие луѓе да се изборат за тоа? Прво, сите треба да сватиме, сите треба да знаат дека за здравата работна средина и безбедна работна средина е веќе основно човеково право. Влегува во четвртата генерација на човекови права, кои што се меѓународно, на планетарно ниво признаени. Треба сите да знаеме дека покрај платата, значи достоинствената плата, плата која што ќе обезбеди достоинствен живот, втора категорија која што е битна да се разговара од аспект на трудовите односи се безбедните и здравите услови на работа. Ние не можеме да градиме здраво општество без да градиме здрави работни места. Што значи ова? Па повеќето од нас, поголемиот дел од работното време, од времето во текот на денот, па ако сакате и од животот го поминуваат на работното место. И луѓе кои што работат и во смени и прековремено и така натаму, повеќе на неделно ниво се гледаат со колегите и со работодавачот отколку со семејството. Во многу случаи е така, да знаеш. Така да колку повеќе тоа треба да ни инспирира да сватиме дека здравите и безбедните работни места се основен услов без кој не може понатака да се градат вистински трудови односи. Штом градиш добри трудови односи, градиш и добри економски односи, штом имаш избалансирани трудови економски односи, имаш едно здраво општество. Општество кое што оди напред, кое што расте полека но сигурно. Затоа велам, се е поврзано, ние не можеме да зборуваме за срекни луѓе во Македонија, не намуртени на семафор или на пешачки или веднаш спремни да некој недоразбирање на физички начин со физичка пресметка да го решават, туку да имаме една друго ниво на комуникација без некои други предуслови претходно да ни се решени. Клучен услов е да имаме безбедни и здрави работни места како дел од концептот за достоинствен труд. Нели, тука влегува и достоинствената плата, и достоинствените социјални услови и така натаму. Меѓутоа, безбедноста и здравјето во многу истражувања, особено на европско ниво, дури и се пред оние аспекти на вистински, на зголемена плата или задржување на платата. Луѓето се спремни дури и да ризикуваат и дел од платата да дадат за сметка на тоа да имаат безбедни и здрави работни места. На долги стази сите добиваат. И за крај, сакам да ти кажам една работа. Ти поставуваш многу интересни прашања.
Но ја цело време додека разговараме со тебе една мисла ми се врти низ глава од аспект и на безбедност и на здравје и зошто овака изгледа свеста и достоинство и така натаму. Јас гледам дека се случува нешто еден многу чуден општествен феномен, не само во Македонија, и пошироко би рекол, дури многу, дури на планетарно ниво, а тоа е дека лади љубовта меѓу луѓето. Тоа е Стануваме нова себе тема. праведни и саможиви. И тоа нова е тема. Нова тема која треба да ја отвориме, ама често само бидејќи Да. неколку пати споменуваш во говорот, а и дотуривме неколку пати делот со плата, достоинствена плата. Еве ти најавувам и кај останатите дека ќе зборуваме во следната емисија што значи тоа компензација на трудот. со задоволство. Да. Имате убав ден, се слушаме, се гледаме веќе следната недела. Поздрав! Поздрав.